Благодарам на присуството. Кога власта престанува да има аргументи и е фатена во криминал, продолжува со притисоци, закани, заплашување и прогон. Кога има недостаток на кредибилитет, сака да го изгради со сила. Кога губи е уште само 16 дена премиер и никогаш повеќе, Зоран Заев се заканува со неговото судство, со тужби и притисоци кон опозицијата. Сакам да информирам јавноста дека премиерот Зоран Заев поднесе тужба за клевета против мене за политичка изјава, во која што кажувам дека се изрекетирани преку 20 милиони евра и дека тоа е на врвот на пирамидата. Изјавата поради која што ме тужи ја цитирам. Некаде пред 2 недели споменав дека вкупната сума на побарани и изрекетирани средства надминува 20 милиони евра. До сега никој ова не го демантираше, што значи дека е рекетиран повеќе од еден бизнисмен, рекетирани се многу бизнисмени и побарани се многу пари. Тоа е операција која не може да ја завршат еден или двајца луѓе. Тоа е операција која е добро осмислена од врвот на СДСМ, координирана лично од Зоран Заев и понатака управувана од целата држава затоа што е потребна и кривична и политичка одговорност, затворен цитат. За да иронијата биде поголема, барањето за тужба е испратено од неговиот скап адвокат Филип Медарски, кој е познат по непотизмот во судството и во обвинителството. Целта на власта е сега јас јавно да се извинам, да се уплашам и да се повлечам. Бара да му исплатам 60.000 денари оштета, како и да му го платам скапиот адвокат. Бара 60.000 денари оштета затоа што брат му Вице исто така во тужба за клевета не успеа да добие од мене 30.000 денари оштета, па сега веројатно по принципот евро за евро бара 60.000 денари оштета за да можат со брат му да поделат по 30.000 денари. Зоран, кој што го советуваше јавно Вице да не ме тужи за клевета, сега истиот тој Зоран ме тужи. Тоа е тој тажен премиер во заминување, кој што едно кажува, а друго прави. На сето ова, јас едноставно ќе кажам, го погрешивте човекот. Го погрешивте. Не ме познавате. Не ви се плашам и ќе одиме до крај. Ни вас, ни никому. Особено кога ја говорам вистината. Ниту планирам да се извинам, ниту планирам да се повлечам, ниту да ја свиткам кичмата, затоа што тоа не е дел од мојот карактер. Особено не кога ја говорам вистината. Ќе одиме на суд. Зоран Заев со најскапиот адвокат во државата може да покани и некој друг да го застапува, јас сам. Тој со најскапиот адвокат во државата и против вистината, јас се бранам сам и со вистината. И ќе победам затоа што ќе победи вистината. Јас уште еднаш јавно ќе го повторам и ќе го посочам она што го кажав. Сумата на рекетирани средства надминува 20 милиони евра. Рекетирани се повеќе од еден бизнисмен. И тоа е операција која што е добро мислена од врвот на СДСМ и координирана лично од Зоран Заев, за што треба да има политичка и кривична одговорност. Јас стојам позади ова. Нека сето ова што е кажано пред 4 месеци е вистиното и точно, не мора да ме потврди Зоран Заев. Тоа го потврдува времето. Да одиме поред. Прво, факт е дека сумата за рекетирани средства надминува 20 милиони евра и не е во прашање само еден бизнисмен. Ќе посочам дека главниот сведок во рекет 1 во прашања во судот под полна материјална и кривична одговорност посочи дека и други лица биле рекетирани, односно други бизнисмени. Тоа никој од посочените не го демантираше. Што значи не е само еден. Тоа што обвинителството молчи и не ги повикува овие лица и не го проширува предметот, е друго прашање за кое што сум убеден Зоран Заев има подобри сознанија зошто е тоа така. Втора причина дека сум во право е да ја потсетам јавноста дека постои случај рекет 2 во кој што бизнисмен сведочи за изнуда во која што е вмешан посредник, присутен и во случајот рекет 1, а се однесува на министерот за здравство и на директорот на фондот за здравство. Значи не еден, се повеќе бизнисмени. Се случи и аферата Вирус. Се случи и аферата во која што бизнисмен
обвинува дека тандемот Вице и Зоран Заев го притискале за му земат земјиште и заслучуваат афери секој ден, што само потврдува дека се многу пари и дека се многу бизнисмени. Трето, никој во оваа држава не верува дека е можен милионски рекет без знаење на врвот на власта. Па дали верувате дека било кој на Боки 13 денар би му дал, евро би му дал, доколку самиот врв на власта не стои на пирамидата? Всушност и самиот тој кажал дека бил предупреден од страна на врвот на власта, дека случајот е пријавен во обвинителството, што само говори за тесната врска помеѓу нив. Четврто, она што Заев преку неговиот адвокат не го пишува во тужбата, е вториот дел од мојата изјава, која што е оптужена, а во која што велам дека кривична одговорност не може да остане само на овие тројца кои што сега се опфатени, туку треба да се прошири на многу повеќе. Ова е дел кој што не сакаат да го цитираат затоа што не им одговара. 4 месеци подосна никој не е чепнат од врвот на СДСМ и дополнително половина раководство на партијата која што се спомнуваше гледаме дека останува нечепнато, што само зборува за каква спрега помеѓу власта и обвинителството стои. Ќе кажам збор два и за самата суштина на тужбата. Оваа тужба не е за докажување на вистината. Оваа тужба не е за да се докаже вистината, туку е за прогон врз главната опозицијска политичка партија и врз мене лично. Но и за нешто што народот го нарекува ишкање на мувата од капата. На Заев тие околу него му велат: уживај шефе, ќе го тужиме, преку нашите инсталации во судството ќе го добиеме и на тој начин ти ќе докажеш дека немаш ништо со рекет. Тоа е целта на оваа тужба. Но тоа е можно само во бајките, а не во реалниот живот. Затоа што во реалноста прават од грешка во грешка и одат од грешка во грешка, па така ќе видите во документите кои што ви ги доставив, самиот негов адвокат навел во тужбата дека се сомнева за одредени идни постапки по однос на премиерот Зоран Заев, затоа што вели, цитирам, дека сум ја нарушил презумцијата на невиност на Зоран Заев. Па ако на ниеден начин не е вмешан, и ако нема на ниеден начин истрага или одговорност за него, што ќе му е презумција на невиност? И последно, ќе потсетам дека оваа тужба доаѓа од премиер и политичка партија, која нарачува тепање на граѓани, ослободува убици на деца, врши брутален прогон врз опозицијата. И кога него прави сето ова, погодува напред пред судот за да докажува дека ете наводно не е криво. Очигледно наместо флоскули за Европска унија, на Заев повеќе му се допаѓа друштвото на Свазиленд и Либија, каде не сврстува економист по невработеноста на младите. А убеден сум дека и по состојбите во судството и слободата во делувањето нема да сме нешто подобри. На крај да подречам уште еднаш. Тужбата на Зоран Заев не е за докажување на вистината, туку за дефокусирање од вистинското прашање во овој случај. А тоа е каде завршија парите во случајот рекет. Ќе одиме на суд со задоволство, секој со својата страна, кажав, Заев со најскапиот адвокат, јас сам и ќе докажуваме вистината. Благодарам, повелете дали има прашање. Господин Николовски, имате во последниот период засилена меѓународна комуникација. Сега се вратите од Франција, па ме интересира, ги информиравте ли меѓународниот фактор за аферата рекет и какви се нивните коментари? Во однос на посетата во Франција, мислам дека се работи за една исклучително значајна посета, каде што раководството на ВМРО-ДПМН сакаше од прва рака да ги каже своите видувања за состојбите во Македонија, но и да слушне од таму кои се нивните видувања. Можам да ви кажам кратко, дека ни беше кажано дека Франција сака Македонија и да почне преговори за членство со Европската унија и да стане член. За тоа се потребни две работи. Првата, која што не зависи од нас, да се усогласи методологијата, и втората, која што апсолутно зависи од нас како држава, е битка со криминал и корупција. Ни беше јасно посочено дека и лани пред јуни и било кажано на владата дека потребна е битка со корупција, која што не се случила, дека им дале година дена меѓу лани јуни и годинава јуни да се изборат со корупцијата, не само што не го направиле тоа, туку тоа и еруптирало, а потоа во периодот јуни-октомври се случија корупцијските афери, вклучително и рекет, кој што само им потврдило дека, за жал, државата не е способна да отпочне преговори за
членство затоа што на основниот постулат владење на правото и битка со корупцијата не што нема никакви резултати, туку напротив назадува. Добро се информирани, би рекол одлично, многу подобро можеби и од некои локални фактори тука кои што сакаат да сокријат одредени работи или вистината. Поелите. Во јавноста веќе се шпекулира со некои имиња кои што би биле дел од владата задолжена за спроведување на изборите. Се спомнува името на Трајко Славевски и Тимчо Мутунски. Точни со овие информации станува збор за шпекулации. Кога ќе може да имаме официјални информации, каква ви агендата, кога планирате да разговарате за би можел да кажам дека се работи за шпекулации, затоа што ние тоа сме го кажали неколку пати, ќе го повторам и сега. Дебатата во рамки на нашата политичка партија планираме да се случи на последната недела на декември. Во рамки на рокот ние ќе ги доставиме имињата и за министри и за заменици. До сега не е разговарано со никого. Природно е јавноста да шпекулира, затоа што таков е периодот, гледам има шпекулации по однос на СДСМ. Ништо не би сакал ни да потврдувам, ни да демантирам до моментот додека органите на партијата не разговараат. Во моментов, во рамки на органите на партијата нема никакви разговори по однос на ниедно име, но, како што кажав, во соодветен временски период ќе ги има и ќе биде информирана јавноста. Наша цел е да победиме на изборите и да имаме цела влада, а не да имаме 2 министри и 3 заменици. Како тежат преговорите за предизборна коалиција? Дали има власт партии или во однос на предизборно коалицирање, во моментот кога ќе бидат распишани изборите, ние планираме да почнеме серија на разговори со политички партии кои што се пред се дел од нашата коалиција, која што се викаше за подобра Македонија, сега е рембрандирана во За обнова на Македонија. Исто така има одредени сигнали од помали политички партии, дел од коалицијата на СДСМ, кои што би сакале да разговараат со нас, сме отворени и за нив, и за секој друг кој што сака да разговара и да преговара со нас, секако дека сме отворени да разговараме, да дискутираме, да видиме дали можеме да се најдеме програмски и концепцијски. Секако по завршувањето на изборите, доколку победиме и доколку освоиме мнозинство, ќе разговараме и со политичките партии и представници на албанците, со оние политички партии или политичка партија со кои што ќе успееме да најдеме заеднички јазик околу програмата, ќе направиме коалиција и заеднички ќе функционираме. Тоа е тоа што можам сега да го кажам. Господин Николовски, многу експерти, па и луѓе од владачката партија и мнозинство велат дека вие немате коалиционен капацитет заради тоа што не можете да искоалицирате со албанска политичка партија и анкетите покажуваат дека слабо стоите во средините каде што доминира населениот албански етнички состав. Како го коментирате тоа? Има ли ВМРО-ДПМН капацитет да направи коалиција со албанска политичка партија пост избор? Во два дела. Прво, мислам дека ќе имаме доволно пратеници да можеме да формираме влада без да треба да коалицираме со било кој, но јасна е реалноста во Република Македонија, ние секогаш сме ја почитували, ќе испочитуваме секако и после овие избори и би сакале да поканиме една или повеќе партии представници на албанците во Македонија, зависно од резултатите кои што ќе бидат, со кои што ќе можеме програмски и концепцијски да се најдеме. Не се работи за тоа дали ВМРО-ДПМН има коалицијски капацитет, јас би го поставил можеби и обратно прашањето дали потенцијалните наши партнери имаат коалицијски капацитет. Тоа ќе го видиме во моментот кога ќе завршат изборите и кога заеднички ќе треба да седнеме да ги видиме програмите, ги споредиме и да видиме дали можат да се спојат. Она што во што сум убеден е дека ВМРО-ДПМН ќе победи, ќе формира влада и тоа ќе е една влада далеку поуспешна од оваа која што ја гледаме сега, а очајните обиди на СДСМ да раскажува приказки наоколу ние ќе изгубиме, ама ќе ни помогнат тие и тие да формираме влада, се смешни. Луѓето им се смеат позади грб, кои што им го кажуваат ова и покажуваат во каков очај се, всушност, еве и оваа тужба денес го покажува тоа. Но што би се случило на пример во постизборниот период, приоритет ќе биде на партијата при коалицирање програмските определби и сличности со партиите или пак оние маски да победник со победник ќе биде клучен? Приоритет на партијата е да освоиме доволно пратеници и можеме самите да формираме влада. Секако и во таква ситуација ќе поканиме партнер, но тој партнер треба програмски да соодветствува на она што ќе се програмски заложби на ВМРО-ДПМН. Во однос на правилото победник со победник, за жал тоа правило го наруши оваа коалиција и соодветно на тоа не можеме да се ослонуваме на правило кое што самата оваа коалиција сега го
го наруши, ВМРО-ДПМНЕ во минатото го почитуваше, не се испочитува, тоа е тоа, во иднина ќе градиме коалиции засновани на програмски аспект, а не на аспект победник со победник.